Божикните и новогодишните празници се веќе зад нас. Јадевме што јадевме, качивме килограми што качивме, целото тоа товење мислам дека е време да заврши, а јас денес ќе ви понудам уште еден рецепт, само како капак и круна на целата таа јадачка и пијачка што не се случуваше предходниот период. Денеска инспирацијата ми е од божикниот британски колач, односно божикен британски пудинг. Морав да ви го направам заради тоа што тоа е еден од првите рецепти со сложени техники кои ги научив пред многу години. Много е интересна целата постапка, бидејќи го викаат пудинг, повеќе личи на торта отколку на пудинг, но начинот на кој се подготвува е баш британски, баш празничен и бара, верували или не, 5 часа готвење. Начинот на кој се подготвува овој британски пудинг е со тоа што се користат различни сушени овошки, повеќе типови на овошја кои составени, надополнети со убаво бренди или виски, даваат една феноменална сензација. Целиот колач се пече се вари или на пареа, односно термички се обработува и на крај се фламбира со запален алкохол. Јас денеска ќе користам виски. Потребна ви е една длабока чинија. Се ќе правиме во неа, ќе ставаме, бидејќи морам да ви кажам дека за да го направите овој рецепт треба да одвоите повеќе време. Повеќе трпение, повеќе време, едноставно да го направите секогаш кога се чувствувате добро за готвењето и секогаш кога сакате вашата домашна кујна да ја претворите во сензација. Во таа чинија ќе ставам се поред, а ќе започнам најпрвен со сушеното овошје. Сушеното овошје се сече на ситни коцки и треба да се потопи во виски. Најдобро би било ако може да го оставите од прилика преку ноќ. Но апсолутно е доволно и половина час претходно за да ја впие течноста и да го има вкусот, но доколку имате време да им посветите 2-3 дена на овошките, на фламбирањето, на се поред, ќе имате, не можам да ви објаснам каква сензација во вашата кујна. Ќе започнам со сецкање на сите овошки. Најпрвен ќе ставам суви кајси, ставаме се од прилика 50 до 100 грама, ставете овошката која најмногу ја преферирате. Јас во принцип искористив еднакви количини од сите сушени овошки, за да имам, треба да ја контролирате количината, за да може да ја ставите потоа во садот и да го ставите во тенџере, ќе ја објаснам подоцна постапката. Делува сложено, но после вториот обид, мене ми успеа после вториот обид, ви ветувам дека ќе успеете да го направите. Се сечеме на ситни коцки. Долго време се трудев да најдам совршен рецепт за британскиот пудинг. Морам да ви кажам дека овој рецепт ми е од една од омилените готвачки, Мери Бери. Има своја емисија, но и многу готвачи, кои јас имам неколку незини готвачи. Има еден традиционален пристап, но многу модерни техники. Последно што гледав од незе, овој британски пудинг го имаше направено со 20 минути во микро. Ми делуваше невозможно, се уште немам пробано како да го направам, но целата постапка на тоа што го нарекуваат англичаните пудинг во суштина е бидејќи се добива една структура која личи на пудинг, односно е сјајна и влажна. И веројатно поради тоа имаат они многу различни пудинзи, топли, нешто што кај нас е стандардно е наречено пудинг, таму има поинаква форма, но верувам ќе направиме повеќе рецепти. Мислам дека во мојата домашна кујна британците и готвачите британски имаат извршено најголемо влијание. Ја сакам таа едноставност на техниките и тоа што многу од нивните готвачки звезди преферираат апсолутно домашна кујна. Или можеби немам трпение за француската, не знам, но мислам дека апсолутно се пронаоѓам и големо влијание врз мене вршат тие готвачи, бидејќи јас не сум готвач. Не се доживувам како готвач. Ќе ги исечеме сите суви овошја, приближно еднакви коцки,
ова е сува слива. И потоа ќе ги потопиме во виските. Првиот пат кога се обидев да го направам овој рецепт и имав обид да го запалам и фламбирам. Не беше успешно. Не настрада никој, ветувам, но не беше успешно. Потоа осознав зошто не било успешно, односно не му дадов доволно време на вискито да ја постигне топлината која му е потребна. Прерано го запалив, потоа го изгорев, но од вториот обид, како што ви кажав, бев успешна. Сува смоква следно. И јур ми би било баш убав додаток во овој рецепт. Значи, отприлика треба да имате 300 грама сушено овошје, се заедно. Следно што ќе ставиме е брусница, зашекерена и сува. Ќе ставам една рака, заради тоа што ги чувам сите на даската, за да можам да имам представа дали имам ставено еднаква количина, затоа што ништо не мерам. И суво грозје. И мислам дека тоа е тоа. Не знам дали може да забележите, имаме скоро еднаква количина сува кајсија, суво грозје, суви сливи, сува смоква и брусница. И последното нешто што сакам да го ставам е сушен ѓумбир. Не знам, мислам дека во овој рецепт има една совршена нота на лутина, на киселина можеби во позадина и прекрасно изгледа. Ќе ги ставам во една чинија. Сите. И ќе им ставам една чашка виски. Да постојат. Да се опијанат. Да се ароматизираат. Ќе промешам и ќе ги оставам да отстојат додека ги соединам другите состојки. Следно што ќе направам е ќе направам основата за колачот. Нормално, нема британски рецепт без путер. Тука имам околу 115-120 грама путер. Ќе го ставам целиот. И во него оди една чаша шекер. Кафеав. Доколку имате црн шекер, употребете го. Има многу повеќе меласа. Ќе го направи колачот баш онака црн. Ќе биде многу по-пош, можеби, баш бритиш. Ќе го разгмечам со вилушка за малку да го соединам. Нема потреба во овој случај да користите миксер и да направите смеса која наликува на онаа за торти, заради тоа што многу долго со дрвена лажица, потоа ќе го обработуваме целото тесто пред да го ставиме на термичка обработка. Само треба да го споите путерот со шекерот. Следно што оди внатре е пeciво. Го ставаме заради тоа што не очекувајте дека ќе се дигне тестото, не очекувајте дека ќе добиете пораснато тесто, бидејќи внатре ќе ставиме само 50 на 60 грама брашно. Пецивото го ставаме за да создаде мали меури внатре низ тестото, односно да помогне во целиот процес на составување на сите вкусови и состојки. Промешајте го. Следно што ќе ставам е брашно, многу малку, значи имате тука, мислам дека ова е четвртина шолја, значи тоа се отприлика 50 на грама и само толку ви се потребни во овој рецепт. Бидејќи, како што ви кажав, 5 часа ќе го обработуваме, а овошјето и сите тие прекрасни состојки ќе се спојат и ќе направат леплива текстура. Малку внимание посветете му да ги споите состојките, односно да го путерот и шекерот
да го впијат целото брашно. Ќе ви биде полесно при мешањето. Можете и на крај да го додадете. Тука нема некаква, не знам, некоја разлика во која намирница прва или втора ја додавате. Ова е баш апсолутно мој избор. Имам едно јаболко и ќе го исечам на ситни коцки. Не треба да биде рендано, заради тоа што доколку го изрендате, тоа побрзо ќе ја пушти својата течност и може да го разливави колачот. Значи, апсолутно, еве на која дебелина ги сечам кришките, значи 5 мм веројатно, и сето тоа ќе оди повторно на коцки, така ќе има повеќе шанси пред да се распадне, да ја задржи својата структура и постепено да го испушта својот сок. И пренесете го во садот. Следно што ќе додадеме ќе биде кора од портокал. Кората од портокал ќе го ароматизира тестото, а дополнително ќе додадеме и 2 лажици сок од портокал. Ќе ја искористам баш ситната страна на рендата на карес, за да добијам само вкус внатре, а да не се чувствува кората. Секогаш ја рендата додека го добиете белиот дел. Треба да имате отприлика половина лажичка кора или кора од еден портокал. Обожавам сладки работи кои содржат кора од портокал. Има преубава арома. Секоја парченце. Ќе го исечам портокалот на половина и ќе измерам во мериците на карес. Ова мерица е буквално 2 лажички. Ќе ја наполнам, бидејќи сакам да го почитувам рецептот. И ќе ја додадам во смесата. Дополнително ќе додадам и 1 лажичка сок од лимон. Кафена лажичка. Да, толку е потребно за да се добие вкус. Главниот зачин во овој рецепт е карамфилче. Имам тука неколку цветчиња, ќе ги ставам во аван и силно ќе ги исчукам, односно ќе ги изгмечам за да станат прашак. Доколку имате во прав, слободно користете. Користете карамфилче во прав. Целото внатре. Додадете 1 лажичка цимет. Тоа е пола пакетче од циметот на витаминка, кој е многу ароматичен. Имам 50 на грама бадеми несолени, ќе ги искршам грубо. Не ви треба да се мелени, бидејќи ви требаат како залчиња и текстура внатре. Тие ќе бидат крцкавиот дел. Доколку останат некои поголеми парчиња, не се грижете. Се е смислено да биде едно совршенство на вкусови. Ги искршив. Одат внатре. Ќе промешам, за да пробам веќе да ги соединам состојките. И на крајот ќе го додадам сушеното овошје заедно со севискито во кое стоеше. Искористив отприлика 50 на милилитри виски. Убаво, квалитетно. Секогаш кога го правите овој рецепт, колку квалитетни намирници ќе употребите, толку ќе биде поквалитетен вкусот. Дрвена лажица, затоа што ни е потребно баш убаво, долго и агресивно мешање.
Она што го прочитав за овој рецепт е дека кога го прават за Божик најчесто во Велика Британија, секој семејство меша, односно доаѓа во овој Крисмас или Божикен пудинг, да даде дел од својата енергија, дел од својата убава желба, и колку повеќе членови имате, толку е подобар пудингот, бидејќи повеќе време му е посветено за на мешање. Мешајте околу 10 минути, цело време со постојано стискање на целиот мастрав внатре со цел да го соедините, некој од јаболката да се подраспаднат и да имате конзистентно тесто. Мешав околу 5 минути и последната состојка се јајца. 2 јајца и повторно мешање. Посветете му внимание. А следно што ќе ви покажам е како се вари овој пудинг, што е исто многу специфична техника. Второто што е важно во овој рецепт е начинот на кој ќе го варите, односно ќе го подготвите за варење. Имам стопен путер и со една шпатула ќе го премачкам убаво, секако калапот на карез кој е дополнително божикен. Калап за куглов ќе користам силиконски, доколку немате. Може да искористите, прво може да си го купите во продавницата на Карес или онлайн да го порачате, ќе изгледа прекрасно божикна, целосна, спирална, но доколку немате, може да искористите и стаклена чинија. Доколку користите стаклена чинија, она што е важно да го знаете е дека ќе почнете да ја загревате водата од ладна. Мојот силиконски калап, бидејќи издржува температури, ќе ставам за вриена вода и ќе му дадам одма простор да се готви на пареа. Доколку користите стаклена чинија, слободно ставете ладна вода и почнете да ја загревате водата полека, а на дното, како кога се прави сарма, кога се ставаат вилушки ножеви, или за да не загори сармата, ќе ставите неколку вилушки ножеви за да не го допира дното стаклениот сад и ќе ставите одоскора сето она што ќе ви покажам сега како се прави. Го обожавам рецептов. Не знам дали се гледа на телевизија кога ме гледате, но рецептов го обожавам да го правам. Целата количина ја ставам внатре, рамномерно. Отприлика ќе го наполни 1/3 калапот, нема да биде целосно и нема да порасне, не очекувајте да порасне. Ќе ви кажам и зошто, бидејќи дозгора ќе го притиснеме со навлажната хартија за готвење, за да превенираме во суштина да порасне, односно да има збиена текстура и внатре сите овошки да го испуштат својот шеќер. Полека да се хидрираат, да се залепат и да го формираат пудингот. Убаво ќе го разместам по чинијата. Ќе земам хартија за печење, отприлика еден квадрат и ќе направам совршен круг со тоа што ќе го измерам. Значи, мерите од средината на кугловот, бидејќи треба да направите дупка за да навлезе хартијата внатре и оставате отприлика 1 сантиметар од завршетокот на кугловот за да го подвиткате и да превенирате тој да порасне. Значи, тука некаде сум. Уште еднаш можам. Таа ми е димензијата и ми е потребно отприлика да отсечам 2 сантиметри. Ова е тоа што треба да го добиете, ќе го намокрите. Само благо. Ќе го
ставите на средина и ќе дозволите малку од страните да зирне. Ова не е целиот поклопец кој ќе го направите. Следно што следи е хартија алуминиумска фолија. Првото што ќе направам е еден слој. Ќе забележам каде е дупката. И ќе ја зарасечам. Убаво вакуумирајте. Многу е важно целата алуминиумска фолија што ќе ја употребите, максимално да ја вакуумира, да го вакуумира тестото внатре, односно да не дозволи да навлезе водата и парејата внатре. Треба да се готви од топлата пареја и воздух и вода околу целиот сад. Уште еден слој. Ќе го ставам обратно, за да се осигурам дека целосно ми е затворен. Следно ќе формирам повторно еден фишек за да можам средишниот дел да го вакуумирам. Ставете го навнатре, убаво притиснете за да го извакуумирате целиот дел на отворот на кугловот и убаво залепете фолијата од страните. Ево како изгледа. Мислам дека ќе му ставам уште еден дел, малку ми е несигурна горната фолија. Баш треба да биде херметички затворен, затворена тестото внатре. Тоа е целата поента. Го оставам кругот, бидејќи ќе го користам кругот, преку него да дотурам вода, бидејќи како што ви кажав, ќе се вари 5 часа. Цело не може да го оставите преку ног, заради тоа што ќе ви испари целата течност, значи треба да отприлика да го направите од сабајле, за да може да го држите на око цело време додека го подготвувате. Треба да направите нарачка со која ќе може потоа лесно да го извадите, значи измерете коноп, нешто што е отпорно на топлина, не мора да е, може да е и волница. Ставите шарена црвена, бела трака, направете нешто новогодишно и празнично. Убаво стегнете го од едната страна, оставете мал дел на кој ќе ја врзете рачката. Ќе го префрлам од другата страна. И ќе формирам една рачка. Ќе ја врзам на кончето што го оставив. Ова е тоа. Тенџере. Ќе зовријам вода, отприлика од кога ќе го ставите внатре, потребно ви е литра и пол вода, односно мора да искористите сад кој има доволно простор да го собере целиот куглов. Јас најдов едно тенџере кој тоа може да го направи. Го ставате внатре. Јас имам среќа што мојот куглов е силиконски. Доколку немате такво тенџере, значи искористете стаклена чинија, но во тој случај почнувате со варење со ладна вода. Ја почекам водата да се зоврие и го полнам кугловот додека не ми исплива малку од страните. Не треба да преплива навнатре, туку само до работ на кугловот. Водата е готова, врие и внимателно ќе ја додадам преку каналот кој го има кугловата. Моето тенџере собира точно литар и половина. Вие треба да се комбинирате преку вашата. Односно да ставите оноliko колку што собира вашата. Ќе забележите точно 2 см има под модлата. Ставате капак, тиво коган, но да гледате по некое меурче,
околу 5 часа. На секој час отворете го капакот, проверувајте до каде е водата и додавајте секогаш топла вода. Тоа е мојот англиски божикен колач. За да биде чувството уште поспектакуларно и да си дадете едно признание за целиот труд кој сте го вложиле, јас на крај ќе се обидам да го фламбирам. Имам една чаша квалитетно виски. Ќе ја загреам на температура средна и ќе се обидам да го запалам. Се уште гори, не знам дали може да го видите тоа од светлото, ќе го запече, ќе му даде уште едно ниво на вкус. А јас се надевам дека ви се допадна како тоа изгледаше и како се прави. Се надевам дека ќе се охрабрите, пратете ни слики, бидете внимателни кога го палите вискито и алкохолот и се гледаме во следните епизоди. До тогаш останете ми во добро здравје.